Маските Див Запад и Октобафест го освоија првото место на годинешниот пробиштипски маскенбал, кој годинава беше под мотото 12 години забава, 12 години смеа. По пауза од 2 години поради пандемијата, маскенбалската магија повторно го зафати Пробиштип. Околу 1000 учесници маскирани во 40 на групни маски се презентираа пред присутните на ракометното игралиште, кои оваа година ги имаше во голем број. Во петокот, во предпладневните часови се одржа киндер маскенбалот, а вечерта, истиот ден, Пробиштипскиот маскенбал 2023, кој беше под мотото 12 години забава, 12 години смеа. И оваа година маскенбалот започна со дефиле на сите маски, кои оваа година ги имаше од Прилеп, Струмица, Радовиш, Крива Паланка, Чешиново, Облешево и секако учениците од пробиштипските основни и средно училиште. Наградените маски ги избра 5 члена жири комисија во состав: Ради Лиевски, Марија Митева, Љупка Јаневска, Јелена Тонев и Анкица Кијајова. Во категорија гостински маски, третото место го доби маската Барби Грл на учениците од Чешиново, Облешево. Второто место отиде во Струмица за маската Еко танцувачки машини. И првонаградени во категорија гостински маски беа Радовишани за маската Волшебникот од Оз. За најинвентивни маски беа избрани маските Зоотопија и Шииците од 600. Во категорија домашни маски, третото место го делат маските Влюбениот Петар Пан и Бахамис Мама. Второ наградени се Веселите Тотеми и Аватари, а првото место го делат маските Див Запад и Октобафест. До мене се наоѓа и маската која што го освои првото место на годинешниот пробиштипски маскенбал, маска која што ќе представува општината Пробиштип на Струмичкиот карневал следната година. Како поминавте честитки и каде се роди? Супер поминавме. Ова година беше очекувано да заеме прво место на овој карневал и идејата ни дојде од големата жела да го посетиме Октоберфест, односно најголемиот светски пивофест, во кој има се пие пиво и тоа над 6 тона. Идејата беше интересна и се надеваме дека ни изненади. Колку време се подготвувавте и кој ви помагаше околу се тоа? Нашиот ментор, да поздравиме, Елена Младеновска, која ни помогна и ни ја даде идејата за оваа маска. Нашата иновативност и креативност ни помогна да го достигнеме ова цел денеска, што ја постигнавме. Ова се ученици од прва и втора година од Средното општинско училиште на Андреевски Борч. Колку се на број? 13, ја знам, 13. Јас само пиво да убавам. Вие учествувате следната година на Струмичкиот карневал, о тому што очекувате? Прво место. Прво место. Ваш коментар за пробиштипскиот маскенбал? Па супер. Бев изненаден од некои маски, некои не. С оглед на тоа дека сме на пивофестот, ќе може на пица за мене да наздравиме за победа. Ајде се среќа. Почитувани гледачи, замислете, до мене се наоѓаат победниците на годинешниот пробиштипски маскенбал 2023. Тие го освоија првото место, но меѓутоа прво место освои и Неслетовскиот маскенбал, со тоа се здобија со право на учество на овој пробиштипски маскенбал. Како поминавте и како чувствувате да се биде првачи? Много срекно ме чувства дека стварно ке своје место, бидејќи маската ни беше много креативна и да се видите не беше вида вако. Вако нешто? Да. Кој се погрижи за таквата прекрасна креација? Ние се погрижихме и ја направивме маската. Вие? Да. Не ви помагаше некој од наставниците да се соби? Да, Кој? помагаше нашиот ментор. Вашиот ментор? Да го поздравиме него. Едно чао. Чао. Како се роди идејата, колку ученици? Обичувахме 20 ученици и идејата беше од самите нас, дека ни беше многу интересна маската и само да ни инспирираше. Само да ни инспирираше. Што може да очекуваме некој идеја за следната година? Вие да повторите овој маскенбал? Нешто многу по-специјално. Нешто по и тоа е за грант награда, за прво. Да. Повторно. Да. Честитки уште еднаш, се гледаме. Чао. Благодарам. Најдобрите маски ќе ја представуваат општината Пробиштип на карневалите во земјава во 2023 и 2024 година.